На првиот работен ден од оваа недела, возачите во Кочани затекнаа нови табли со известување дека паркирањето во централното градско подрачје ќе се наплаќа и со испраќање SMS пораки од мобилен телефон. Со тоа надлежните во комуналното претпријатие Водовод го реализираат најавеното модернизирање на досегашната наплата, што сепак за граѓаните ќе значи зголемување на сумата што ќе треба да ја платат за услугата. Повисоката такса не е во склад со веќе донесената одлука на Советот на општината, според која треба да се плаќаат 10 денари од час, поради што на денешната седница имаше реакција за неочекуваната новина. Освен 10 денари кои што ќе се наплаќаат за час, ќе се плаќа една порака од 5,60 за најавување и една порака од 5,60 или 5,80 беше за одјавување, што значи услугата за операторот ќе биде поголема од 10 денари, ќе биде на 12 денари. Во тој концепт пред 4 месеци го поставив прашањето за да не се оди во таа постапка, за да не дојдеме во ваква ситуација. И сега кога се решава токму така како што мислев дека не треба да се однесува, ќе барам од Советот да се произнесе, затоа што таа цена ние ја немаме одобрено и не смееме да се однесуваме како ној која пика главата во песок да не види што се случува наоколе. Стоилков предложи да се додаде уште една точка на дневниот ред на седницата, што би се однесувала на тоа да се стопира наплатата на таксата за паркирање со SMS пораки, додека да се добие поцелосна информација за постапката. Поддршка на неговиот предлог дојде и од другите советници од опозицијата. Доколку почне да се наплаќа, тоа ќе биде надвор од одлуката која што имаме донесено. Само да подсетам дека одлуката стои дека 1 час чини 10 денари. Ако во овој момент некој се паркира 50 минути, мора да плате 22 денари заедно со SMS, заедно со таксата која што е за паркирање, што е надвор од одлуката. Затоа сметам дека и го поддржувам колегата Лупчо Стоилков дека треба да биде ставена како точка од дневниот ред. Ако нашата цел за седење во оваа сала е да ги застапуваме граѓаните, јас ќе почнам со тоа што кога донесовме одлуката за наплата на паркинг простор, сепак со гласовите на мнозинството, тоа беше цена на чинење од 10 денари. Постојано од тогаш апелираме на тоа да ни се даде образложение како работи целата организација на паркинг просторот. Делумно се даваат тука информации, а ќе се сложам со колегата Лјупчо дека голем дел од информацијата доаѓаат до медиумите, а не до нас, советниците. Градоначалникот Димитровски се обиде да ја смири атмосферата со објаснување дека немало покачување на цената за паркирање. Со ова што е воведено паркирање на повеќе начини, воопшто не е променета цената. Значи цената си останува иста и наплатата може да биде на повеќе начини сега. Стариот систем што беше со вадење пари од джеп и давање 10 денари со фискална сметка си останува. Воведено е за оние кои што сакаат да и тоа не губат време, воведени се грепки кои што ги има на неколку продажни места во градот, кои што исто така коштаат 10 денари. И третиот начин е со SMS порака, која исто кошта 10 денари, меѓутоа се наплатува SMS порака. Димитровски не беше убедлив со објаснувањето, на што повторно реагираше советникот Стоилков. Токму од оваа говорница два пати бевме излажани во врска со начинот на наплата и начинот на кој што се спроведува тендерот за организирање на наплатата со SMS пораки. Значи, пред 4 месеци беше кажано дека цената на чинење на операторот која ќе паѓа ќе биде од тие 10 денари и нешто дека ќе фаќа. Претходната седница беше кажано дека ќе биде символично нешто над цената од 10 денари, а сега доаѓа дека таа цена ќе биде многу поголема отколку што ќе биде самото паркирање. Цената не се зголемува и немојте да ширите дезинформации дека одговорници се даваат лаги. Значи воопшто нема лага. Цената си останува 10 денари за наплата. Начинот на наплата е друга работа. Начинот на наплата е сегашниот. Начинот на наплата, значи една варијанта, начинот на наплата е однапред да си го плати со картонче со грепка и начинот на наплата е со SMS порака. Дали се разбираме или намерно не сакаме да се разбереме или тераме некоја, како да речем, на спротивна страна да тераме водата.
Советниците од опозицијата не се согласија со објаснувањето на Димитровски, посебно не со начинот на кој тие се вклучени во постапката. Она што е кажано од говорницата, може би градоначалникот не е бил тука кога се давани одговорите. На моје прашање директорот на јавното комунално претпријатие пред 4-5 месеци даде еден одговор, на претходната седница даде друг одговор, сега ово што се случува е трето. Ако не верувате, имате снимки, проверете ги за тоа што е кажано, а не дека не е кажувано овака или онака на говорница. Треба да биде целиот процес транспарентен и да го знаеме ние. Вие ни давате сега информации тука што граѓаните може би веќе на терен ги чувствуваат и ги знаат, а ние како советници овде не сме ги дискутирали, не сме ги имали како материјал. Предлогот на советникот Стоилков во дневниот ред да се вметне точка за запирање на постапката за наплата на паркирање со СМС пораки не беше прифатена од советниците од владеачкото мнозинство. Тоа беше причина опозицијата да ја напушти седницата, со што понатамошниот нејзин тек имаше само процедурален карактер.